И драги мои пријатели, еве ово утро заедно со мојата екипа, со екипата на Гурмански приказни, се наоѓаме во нашата Струмица. Зошто велам нашата? Затоа што сите градови во Република Македонија се наши, се прекрасни и навистина може да понудат многу што од културното наследство, но да понудат и многу интересни моменти од гурманската, односно онаа гурманска приказна, односно гурманска историја. Што друго да кажам, што друго да должам, едноставно денеска ќе бидеме гости на ресторанот Медитеран во Струмица и веднаш по джинглот се гледаме таму. И, драги мои пријатели, еве ме нормално во еден од најубавите градови во Република Македонија, како што кажа во најавата, денеска сме во Струмица, во прекрасниот ресторан Медитеран. Како би се викало, инаку тука сме близко до морето, би рекле, до наше море, или како што би рекле, до грчкото крајбрежје, но во Струмица е времето денеска навистина прекрасно, ова утро е одлично, со нас е Васе. Васе, добро утро, добар ден. Добар ден. Ќе работиме ли? Ќе работиме. Бе, какво ќе чинуваме, што ви рекле, мора да работиме. Гурмански приказни и овој пат, гурмански туризам, промовираме нешто многу убаво во Македонија, промовираме ресторани, каде што можете сите вие да присуствувате, да дојдете и да вкусите одлична македонска храна или храна која што има примеси на Медитеранот и на се она што е околу нас. Денеска сме во кујната на нашите домаќини, ресторанот Медитеран во Струмица. Тука е нашиот готвач, косопственик Васе. Васе, што ќе готвиме денеска? Денес ќе приготвиме струмички таскебаб. Ем таскебаб, ем струмички. Ем струмички, да. Што ни е потребно за тој струмички таскебаб? За струмичка таскебаб. Јас гледам месо како за војска. Јас знам дека сме дојдени многу од Скопје, ама ептен сте онака гостопримливи. Значи за струмички кебаб исклучиво треба свинска плешка. Добро. И повеќе врсти на зеленчук. Имаме компирче, гледаме. Рендан компир, рендан морков. Добро. Рендана чушка. Чушка или кромит, таkozvana пиперка. Пиперка. Ова е кромитче. Да, и френка. И френка или така наречен, да не ми се лутите, нели, за она таkozvana домат, македонски домат. Ова гледам дека исто сланина. Некој свинче го дало животот за пушена сланина, за добробит на македонската кујна, значи димена чадена сланина. Имаме шеф микс, имаме наша сол, имаме малку Магданос, згодни сме од Wing Fitness и убави сме од доктор Анчевски. Ето ги кажавме и нашите спонзори и помагатели и полуспонзори. Можеш да почнеш со приготвувањето, Васе? Прво што треба да направиме да изрендаме морковот на ситно. Значи, рендето е нели на 4, а ние го рендаме на најситниот момент, на најситното ренде. Со вас се изрендавме, имаме нели сега, еве го компирчето, морковчето, пиперката, кромидот, од се по нешто изрендавме. Што треба сега месото да го досечкаме? Свинска плешка. Така. Квалитетна свинска плешка. Постовите завршија, сега веќе се мрси. Малку зајакнете, ојачајте, значи добро е да каснете и нешто што е помрсничко по постовите, за да можете пак во оној период, нели, јуни, да вежбате, да станете згодни и да, нели, потоа се видиме на некаде на некоја убава плажа. Се надевам дека летово ќе го промовираме гурманскиот туризам како во Струмица, така и во сите оние наши летувалишта и одморалишта. Што е потребно сега, Васе, да направиме? Сега свинската плешка оди на скара. Така, треба да ја продинстаме, пропечеме, за да подоцна ја редиме со се ова во тавата. Па повели.
месото е готово се, така е? Да. Сега што е Сега потребно ќе да направиме? додаваме сите зеленчуци внатре. Ова е компирчето, Да, компирче. рендано. Да. Добро. Така едното ни избега, ќе вратиме назад. Пошто на мене на Васе нема бегање. Нема бегање. Ете, така. Одлично. Па имаме пиперката Морков. или чушка, Или морковот. чушка, да. Морковот си е морков по струмички, Да, така? да. Нема друго име. Добро, кромитчето. Крмечето. Одлично. Додавам малку шеф микс. Одлично. Наша сол. И бибер, веројатно од котање малку. А може би и орикано малку од котање, гледам дека имаш подготвено. Или не става? Не става. Не става. Одлично. Сега ова каде оди? Цело го промешуваме. Мешаме, така, полека, да не излезе, затоа што гледам дека нашава екипа онака подголтнува и ниедно мевце не треба да избега од Нема. тавата, затоа што подоцна се лутат, велат, а она мевце ќе ми паднеше баш на. Сега додаваме малку вода. Зашто е Залева топло да- високо, се додава млака вода, нели? Да. И ова целокупно иде во Оди во ревната. Ревна. Ревната ни е веќе загреана. да. Слободно можеш да го ставиш повели во рерната. И драги мои пријатели, прекрасно поминато утро во Струмица, во ресторанот Медитеран, ми приготвија навистина едно изворедно јадење, значи струмички таз кебаб, а раскажав ми една симпатична, можам да кажам, гурманска приказна. И пред да пробам од струмичкиот таз кебаб, да ви кажам дека во продажба е излезено најновото мое DVD, гурмански приказни за италијанската кујна. Можете да го набавите во секој киоск во Република Македонија по символична цена од 100 денари, а за неа ќе добиете 11 гурмански приказни, 11 оригинални рецепти со кои што можете да ги изненадите вашите најблиски. И што ми преостанува друго, освен да се препуштам на благодетите на ова прекрасно јадење. Сега ќе си пробам. Навистина изворедно сготвено. Ова е одлично. Почитувани пријатели, се гледаме повторно заедно со моите и ваши гурмански приказни. Да живееме!